И јас сум умно дете. Сезона 2. Весела физика со умно дете. Денес умно дете ќе ви објасни за звукот. Што е тоа звук? Звукот е тоа што го слушаме кога нешто прави бучава или свири. Како го слушаме тоа? Па замисли дека удираш тапан. Кога го удираш, тапанот почнува да трепери, а тоа значи дека вибрира. Овие вибрации го движат воздухот околу него како мали бранчиња. Брановите патуваат низ воздухот до нашите уши, исто како кога правиме бранчиња во вода. Затоа е забавно да забележиме дека звукот не може да патува во Вселената, затоа што таму нема воздух. Затоа во Вселената е тивко. Единица мерка за мерење на звукот е децибели. Сега ќе видиме на скала на децибели колку секоја бучава или звук во природата или околината што не обкружува изнесува за нашите уши. Например, чекорење е 10 децибели. Птиците со црцорење ни носат 30 децибели. Дождот носи 50 децибели. Една правосмукалка носи околу 70 децибели. Автомобил 80 децибели. Рок концерт 110 децибели. Авион во полетување 130 децибели. И ракета во полетување 170 децибели. Опасност по слух почнува со продолжена изложеност од над 90 децибели. Затоа на концертите е регулирано нивото на звук и изнесува од 90, 110 па до 120 децибели. Денес паметните часовници не известуваат кога околината преминува над дозволеното ниво на озвученост, со цел да не заштити и да не извести доколку сме во можност да се оддалечиме од јакиот звук доколку трае подолго. Природно со годините слухот се намалува, па би било штета тој процес да се забрза со невнимание кон своето здравје. Браво! Умно дете си ти! Продолжи така! Бај, чао!